Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Имам особено чест и задоволство вечер гостин во емисијата да го поздравам ценетиот и почитуваниот господин Димитар Цонев, кој е роден во Штип. Добро вечер, добре дојдовте. Драго ми е што присуствувам во една убава телевизиска програма, посебно цено македонско сонце и на гледачите и пожелавам ова вече и биде пријатно весело расположение и да бидат до крај на програмата заедно да слушат нешто што имаме ние да излагаме. Одлично. Почитувани гледачи, вечерва емисијата ќе биде посветена на здравството, поточно на алтернативната. Мојот гостин има долга и богата биографија и првиот дел, првин ќе поразговараме за неговиот живот и дело, а потоа во вториот дел ќе поразговараме за методологиите кои он ги користи при диагностицирање и при лечење. Господине Цонев, роден сте во Штип, имате завршено педагошка академија, сето тоа може да се прочита. Од 1970 година заминувате за Канада. Да. И вие сте пола таму, пола тука, работите и таму и тука. Но кажете ми малку повеќе како вака на два континента, на две страни од планетава. Вака, патриотски речено, доваѓам овде да му ставам вода на македонското, каже го дрво, да не се исуши пред се. И си го сака македонското сонце, македонскиот народ, тука са ми корењата и така. Порано се враќам неколку пати, творам и сега во Европската заедница исто така доваѓам нон-стоп тие витамини и минерали, природни деривати, витамини и минерали. Имаме бизнес, па нон-стоп цело лето овде седам и така уживам во прекрасните убави делови на Македонија. Со што се занимавате вие во суштина? Вие сте биле овде ка гостин, но еве, ова е друга емисија, друга публика, па да ги запознаеме. Преди се јас во Канада отидов далечната 70-та година и покрај учителството завршив наставник, јас сакав во медицината. Ме привлече највеќе природната медицина, речено, вие викате овде алтернативна медицина. Приведејќи природната медицина сега зафаќа многу пошироко мрежно да го кажем и едноставно доваѓат дека живата храна, живата исхрана, џусовето директно од природата која се меша, кои знаеме што со што точно се доваѓа до резултат да било кој орган нефреквентно, нефункционално работи да почне да го ставиме тоа за вториот дел. Да. Сега да раскажеме како вие што работевте, каде работевте, како дојдовте до себе ова. Да. Значи јас долги години тамо бев и работев во Институт за ракове тумори. Односно, најповеќе во Канада и највеќе работев за истражување на човечки организам, прво диагнозата како да се најде. Значи ја бев ирис диагностичар сум и крвен диагностичар. Значи крвта за 10 минути е жива клетките и за 10 минути ги најдеме со микроскоп. Немате медицински факултет, но работевте на нивниот институт и ја проучувавте нивната техника на диагностицирање на Институт за канцер во Канада. Да, значи природна медицина. Јас завршив таму околу 4,5 години, тоа се вика каропрактик. Киропрактика. Да, киропрактика речено тука. Тоа е нешто како масажа, делување со притисок на рбетниот столб. Повеќето се работи на рбетниот столб и на целиот нервен систем на човечки организам. Значи, јас сум акупанктурист близу 40 години, со акупанктура работев, но сега акупанктурата повеќе се отфрлува, се работи со таа акупресура и џиџотерапија и шијацо метода. Значи, прво диагностиката е најважно, човечки организам да се најде, преку ирис диагностиката. Океј, ајде, гледам дека нема да збориме многу што сте работеле, мислев дека подолго ќе збориме, значи идеме директно на за што ќе збориме сега? За ирис диагностиката? Прво да се За што да збориме? Сакам да кажам, за да се фокусираме. За ирис диагностика да почнеме, вие како кажете. Вие ја проучувавте таму, каде ја проучувавте? Од кои извори?
Од каде дојдовте или тоа е ваша некоја... Не, бев ја на факултет, одев на факултетот, таму во Канада завршив за природна медицина. Тие се гранки, природната гранки на медицината беше акупунктурата, крвната диагностика, live cells microscopy, ирис диагностиката, шијацо метода, ушна акупунктура, ирис диагностиката, 7 гранки на медицински гранки која ние мора тоа да се заврши за да може да се работи на таа природна медицина или речено овде алтернативна медицина. Значи човечкиот организам повеќе и повеќе оболува ради ево сега да кажеме дека цел свет повеќе и повеќе има загадување, да кажем у Скопје тука 10 пати испод нормала има загадување и тоа за да тие токсини отрови ние мора да се најдат кои органи едноставно треба да се прочистуваат. Тоа хомеопатски чистење треба да се извршува и кои витамини и минерали од природната медицина да се земат и со кои џусове да се применува. Значи, идентично треба да бидат витамините и минералите и живата храна со витамините и минералите преко живата храна, што треба да мешаме за да добиеме таа екстракт, да го кажем, на витамини, за да може на тај орган ослабен, да можеме да го нахранеме и болест да се повлекува. Преди се, за да се направи сето тоа, треба токсините отрови да се свртат во организмот, а најповеќе од црниот џигер. Црниот џигер, или црниот дроб, речено понаше речено, он е филтер на човек, он ја врши дренажата и филтрацијата на човекот. Преко црниот џоб минат над 500 функции. И он е тој кој се регенерира и едноставно преко него чистење сите органи почнат функционално да работат. Но тоа се прави хомеопатски, значи јапонците се најдобри во тоа, па после германците, значи они идат од океаните доле, од океаните, од длабочината на океаните, тие хомеопатски работи ги вадат од тие природните деривати од природата и во последно време, последните 25 години, најповеќе се чисти организмот со ајкула, од ајкулата од црниот џигер. Значи, црниот џигер, од ајкулата за испитување, тоа researching го викат они, но сега повеќе почна да се продава секаде. Значи, ајкулата живее над 700 години, она рак тумор нема, и неното масло од црниот џигер, од дрбитниот столб, нервниот систем, едноставно го чисти тотално целиот метаболизам и организам на човечки организам. Но после кој се очисти тоа, кој ќе се дадат кои витамини и минерали тај орган му требат, онда се применува таа на шијацо метода. Значи на нервниот систем можеме да покажеме. Ево вака. Значи во последно време повеќе, значи таа компресура се извршува со раци, со машини. Ево да кажеме тука нервниот систем. Значи сите органски точки на човечки организм се манифестирани на ребитниот столб. Значи, сите органски точки се врзани со нервниот систем на самиот ребет. Со самото активирање на тие нервни точки, сите органи почнат да работат идентично, пулсно заеднички и болеста се повлекува. И нормално се применува таа рефлексотерапијата, рефлексотерапијата преко раците и преко нозите. Значи, како преко раците, преко нозите имаме сите точки, тоа е јапонски, кинески начин на лечење и така на тај начин носите 75% точките на човечки организм се на носите, а после се околу 25 до 35% на раците. Значи како ја нарекувате оваа метода? Тоа се вика рефлексотерапија. Или дигитална пресупунктура. И така може да се каже, но повеќе таа рефлексотерапија. Не, да ви кажам дека ве разбирам за што зборите. Така, јас. Бидејќи ја ве прашав за ирисотерапија, па вие ме префрливте на ова, викам да не утнав нешто ја во ова, но ве разбирам. Од ирис диагностиката поменува се како на кој начин после кога се најде диагностиката органите што ќе ги најдеме. И со ова вие се занимавате скоро 5 децени. Цел живот се занимавате со ова. Значи, ова е еден комплексен систем од диагностика, конзумирање на здрава храна и еден вид на
не акупунктура, туку акупресура или дигитална пресупунктура со притискање на прсти, ако е, така натаму, за да се подобри здравјето и имунитетот на целото тело, поточно заболените органи да се вратат во нормала. Да. Како знаеме ние кои органи се заболени? Затоа таа ирис диагностиката е. Не знам ја што е тоа ирис диагностика, прв пат слушам што е тоа. Ирис диагностиката е огледало на човечкиот организам. Значи, ние се гледа со Ја лупа. имам едно огледало, после туширање, се гледам у него, не е баш убаво што ќе видам, ама се шегувам. Да, така. Да. Значи вака, ирис диагностиката можеме да една страна. Значи ево Може ова. јас ќе покажам? Значи Јас ќе му дам левото на око, да го камераманот. кажеме левото око. Добро. Левото око, на левата страна на човечкиот организам е срцето и така натаму. Значи, кога ќе најдеме ние флеките, тие флеки, сега зависи од болеста. Ако има тешко заболување, жалосно тие црвените бои се јавуваат и кафените и така натаму, значи Чекај, полека. Рипате од тема на тема, како да ние сите знаеме за што зборите. Добро. Може би Кажи. малце побавно и малце подетално. Ви остава многу простор да се искажете. Добро, во ред. Значи, За да разбереме. Така. Значи ирис диагностиката рековме дека сите органи на човечкиот организам се преку очите. Се рефлектира, Рефлектира. се преку Точно. очите. Преку очите, кога ќе зголемем окото околу 10-12 пати, точно секој орган знаеме како функционира. Дали има циста, дали има некој жолчни камења, дали има црниот джигар, има цироза, дали има жолчни камења, дали има некој запушување и така натаму. И сето тоа вие можете да го направите со едноставна метода на наблюдување. Да, наблюдување, да. Значи неинвазивна метода, како тоа изгледа? Значи се зголемува окото и сите Чекај, полека, да не се уплашат луѓето. Не му го зголемувате окото, туку го гледате низ лупа. Ова е лупа? Значи лупа е, да. Дозволете да, така. да им кажам. Значи предпоставувам дека вака го приближувате и ми го гледате. Обратно, Обратно, вака и ми го гледате во директно окото. окото се зголемува, да. Така, затоа што има луѓе кои не разбираат и кои ќе им речете го зголемуваме окото, ќе ве сватат буквално. Вака се зголема, толку големо се покажува, нели? Се зголема. Океј. Со тоа зголемување вие ги гледате шарите и точките на шарите какви се на очите. И боите. И боите. Да. Добро. Значи секој заболување има своја боја. Така. Интересно. Секое заболување има своја боја. Да. Добро. Раскажувајте, интересно е многу. Значи тешките заболувања имат специфични црвени бои и црни бои. А додека, на пример, ако има цисти, ако има, онда се покажуваат кафената боја и ако има онда лимфите ако болуват, лимфатик систем, преку лимфите на човечкиот организам, онда се појавува белата боја. Значи лимфите, луѓето што имат заболување, се покажува ова, ако зимат многу таблети или се другираат или алкохоличари се, онда се покажува бели линии низ целото тело. Низ целото тело Да, или низ око? целото тело. Лимфите преку очите ги го гледаме телото. Значи, Чекај сега, вака сега. Рековте кафеавата боја што покажува нешто? Тумори. Туморите Кофе. А ја имам кафеави очи. Тоа е друга боја. Бојата во природно се кафеани очи. Ама Кој е? флеките внатре Дамките, точките дамките, да, во тоа. во самото око. Значи, треба да се прави, бидејќи, знаете како, да им објасниме на луѓе. Некој ќе се вознемири, ќе отиде да си го гледа сега окото во огледало и ќе се уплаши човек. Нека купе мојата книга Тајни рецепти за долг живот, ќе ги има тамо. Таа беше една од најпроданите книги, може да ги има тамо. Сами луѓето да се диагностицираат ако ја разберат ирис диагностиката. Може човек сам да се диагностицира? Може, ако ево на пример, ако разберат, на пример луѓето повеќето ми на англиски, на македонски имам јас, на пример на македонски, окото преку Тајни рецепти за долг живот, таа книгата е таму манифестирани се и сите целата исхрана, кои витамини, минерали, кои џусове треба да се земат и исто така има за самото диагностицирање на окото.
со самото сликање или зголемување, ако оде на пазарот да си го зголеме, да зголеме таа дупа, може слободно да си најде самата диагностика. Сам низ лупа да се гледа. Да, точно така. И да види што чекај сега, каде е содржана таа диагностика или диагностика? Има го во книгата секаде. Ја купам книга, има и рефлексотерапија. И сами можете, например, преко раците, преко нозите, преко главоболки што имат луѓето и така натаму. Да, обично оваа точка е за главоболка. Значи, тие точки од прилика И ова човек како се фокусира може и сам да сам може да се најде диагностиката. Ја не би се снашол. Ова делува малце комплицирано, да ви кажам. Затоа луѓето можат да се обратат и да помогнеме на тај начин. Кажи го, јас со години сам тука, имав неколку пати работев, многу гужви имавме, така да луѓето доа само за диагностика. Сакаме да знаеме кои витамини и минерали да ги земеме и со која исхрана према нашиот организам. И само тоа, не сакат терапија, не сакат ништо, сами си купуваат витамини и минерали, сами џусови, приведејќи во книгите мои и лековите рецепти џусови, имам 4 книги, 5 на македонски и на англиски имам. Значи, преку книгите покажува кое заболување ако имаме, ако знаеме во нешто имаме проблем во организмот, ние точно треба да знаеме од природата што со што да мешаме во џусот. Сокот, кога го пиеме, за 5 минути влегува и лечи, кога жвакаме храната 5 часа. Таа е една голема разлика. И така, на тој начин, кажи го, човечки организам може сами да си помогнеме да имаме енергија преко цел ден. Затоа што веќе забрзаното темпо на живот, луѓето, например, не ги користат витамините и минералите многу. И овде, жалосно, во Македонија нема мастер хербалисти, нема хомеопати многу да ги опатат луѓето. Значи, треба кога ќе одеме во апотеките да прашаме за природни деривати. Значи, витамините да се купат со природни деривати или англиски речено, например, да се природни, не да се синтетики. Значи, тука повеќето на маркетот гледам, повеќето компании што ги има, неколку компании, да кажам, да не претерам, 90% сите со синтетика, значи, со подобра цена ги земат, а оде здравството ги прима како витамини и минерали. Значи, подобро е да истражуваме кој витамин е на природна база. Да, на природна база. Тие се малце поскапи, но и се подобри. Нормално. Еве како например вештачкиот витамин С е многу ефтин, но тој го закиселува организмот, знае да го закисели и проблем на желудник. Но ако земеш например Natural Welt, витамин С од брусница кој дериват направен, он е многу поздрав. Мислам дека е тоа некоја канадска-американска компанија која произведува и малку е поскапа, но ефектите се подобри. Ја препорачувам вака. Значи, човечки организам, ако можеме да зборуваме за природните деривати, како човечки организам да почне денот? Може ли во тоа да Како не, слободно. Ево вака. Мислам дека уште ќе збориме за... значи вака, пред денот да почне сите, например, ние се хранеме. Било каква храна. За да организмот работи функционално, како се хранеме, така треба храната да ја исфргуваме. Но обично луѓето имат ги тие проблеми. Но се во последно време тоа златното ленино семе, оние голд што го имат на англиски речени, тука ги гледам, тука и повеќе применуваат во тоа. Повторете убаво, малку златно ленино семе. Има браун, кафено и жолто речено златно. Ленино семе. Златното ленино семе е 12 пати појако, повеќе екстратни витамини и минерали има него кафеното. Добро. Се применува, се сваре како кафе се мели, наутро со топла вода и лимон се применува. Се ставя во уста, се проголтува. Со тоа обозважуваме сите гроботини во човечки организам, гроботини што имаме. Значи храноводот, храната од ова желудник, ако имаме некои деформации, речено од многу алкохол и од многу таблети така натаму, желудникот ние е сензитивен и така натаму. Тоа наутро препорачува секој да го земе тоа, бидејќи леното семе ако оставиме во топла вода, одма лигаво стане. Да. Таа лигавоста го лечи човечки организам. Од, кажи го,
го залечува. Просто го залечува. Зошто? Што е тоа? Едноставно, тоа е... Не е тоа желатин? Молам, желатин, ама тоа е за лековитости. Ако се посечеме со еден прст пример, надворе што се посечеме. И едноставно, ако ставиме ленено семе, ако ставиме со топла вода, го ставиме после еден ден, веќе не постоја таа секотина. Ова е многу интересно, затоа што ова го знам за тегавецот, за маслото од некои други масла кои за отворени рани се ставаат и така натаму, значи ленено семе. Лененото семе е препорачува на секој сега и малите деца. Малите деца тврда столица ако има да не им дават например сиропи, да не ги оштетува со хемиски препарати, онда ленено семе ќе се стави како джела, стави му малку и ове метче да преминува против одма, во истиот ден го прочистува. Така човечки организам, например, ако имаш чирове, ако имаш гасове, ако имаш едноставно во организмот дигестијата не ти е добра вако што треба, едноставно леното семе ќе овозможе за неколку дена да се регулира тоа се едноставно како што треба. Дали ова треба секој да го применува и секој да го, значи вие секому му го препорачувате ова? На секој препорачува приведејќи што се дешава. С витаминот, са бале со топла вода ако се зима и едноставно варењето на храната, низ храната, организмот, храната преку ноќ ќе спиеме и ова едноставно кога станеме са бале или имаме или немаме лош дих, ако земеме со топла вода и лимон пополудне, едноставно посето организмот работи одма функционално, односно вршиш нужда, едноставно не ти мери се устото и цревата, ако доручкуваш посето, едноставно храната на полесен начин се вари. Но лимонот го препорачувам како преди се за све. Бидејќи надвор излегуваме, воземе, излегуваме, во атмосфера се е загадено повеќе. Секој препорачува по две лажици са вале на гладно со ѓумбер. Ѓумберот е исто така доста во последно време се зборува за него. Бидејќи ѓумбер, малку ѓумбер и лимон са вале на гладно, едноставно можеме да имаме енергија преку цел ден. Ѓумбер, лимон на сабајле, ова е старт. Да, старт. Ние што сме научени на кафе и цигара од сабајле, ова малце тешко ќе му дојде на човек. Се шегувам. Лоши навики имаме. Добро, можеме, ние имаме лоши навики, ама можеме едноставно да му помогнеме на нашиот организам да... Колкава количина е ова на сабајле, значи да стартува човек со вакво нешто? Ево да кажеме половина од филџунот да употребиме топла вода со лимон и ленено семе. Тоа не е многу. Да, половина од тоа, значи половина од тоа, лимон, ѓумбер, да употребиме едноставно и ѓумбер и лимон останатото да го употребиме после 10 минути. И можеме после кафе да пиеме, може да доручкуваме и така натаму. Значи ова од сабајле станување ништо друго, на гладно ова и дури после кафе земи. Значи зошто ова се прави? Значи ако ве разбрав, за да го уклучиме моторот од организмот спие, да почне убаво да работи, да се подмачкаат деловите. Така? Значи, тука има... Дали разбирам дека грешката ни е што стануваме и одма идеме со кафе и цигара, а организмот не е разбуден и не може да се носи со отровите што му ги ставаме? Да идеме на машки и женски пол. Жените повеќе и повеќе имат цисти на градите на женски полни органи. Приведејќи едно станување, одма идат на цигарата и на кафето. Добро. Македонија е едно од светско меѓу првите во светот што жените највеќе пушат цигари. Добро. Према статистика, ја што гледам. Па какви сме ние мужите, арно не земале и да шмркаат кокаин? Се шегувам, господин Цонов, не, извинете. Не, во ред. Шега е малце. На место вие, многу е драматична оваа ваша изјава, дека жените во Македонија се број 1 спрема статистика. Ова не сум ја знаел статистика дека се... Па ја гледам према Светската асоциација на природните деривати на ова. Ние сме меѓу првите во светот што имаме ракови тумори, сега за ваши информации.
Мислев дека е тоа Србија после Не, бомбардирањето. Србија, да, ама ние сме трети. И Косово. Ние сме трети. Тоа е една црвена линија, што не сме повеќе да си дозволиме, таа црвена линија нема друга линија. Но тоа е загадувањето. Загадувањето. Но може тоа едноставно да си помогнеме. Како? Да си помогнеме. Значи стартуваме со џумбер, лимон, ленено семе или Па вака, рековме да поминеме со природните деривати, со живата храна. што значи за вас природни деривати, бидејќи никогаш не сум го чул некој да го употреби тоа природно дериват? Што е сокови ли се тоа? Што е природно? Имам едно тука во Токио, јас сам мастер хербалист. Мастер хербалист, не сме многу, но ево ја добив една светска награда во Јапонија која го назначи македонскиот џус за 21 век. Точно тука го има, која сок за долговечност го нарекоме во Јапонија, и го доби таа, значи таа долговечност, таа едноставно екстракт од 126 витамини и минерали. 200 грама морков сок, 100 грама цвеклов сок, 2 јаболки зелен, 2 киви и 1 лимун. Се е внатре 126 толку богато со витамини и минерали. Ако потребуваме такви екстракти, секој ден, например, тај екстракт македонски, да го кажеме, кој го има во Хилтон хотелите, иначе ќе добиеме тоа дека секој дали мало и старо по една чаша употребуваме дневно, ние ќе сме едноставно ќе избегнеме сите тие тешки заболувања. Вака, 200 грама сок од морков, 100 грама сок од цвекло, 2 зелени јаболки, 2 киви и 1 лимон. Доволно е да се пие наутро 3 месеци во годината и човек ќе живее од 31 до 80% повеќе од своите предци. Точно така. Што значи ова од 31 до 80%? Од 30 до 80% подолго? Подолго ќе живееме. Ќе живее, добро. Новинаров малце реченица ваматно ја напишал, не разбрав одма. Добро. Значи, за ова имате добиено награда некакво? Да, значи секој 10 години мастер хербалистите во светот имат компетиција која идат Сте ги објавиле тие ваши награди вие? Да, имаме во новините, имаме овде во новините тука. Не, наградите кај ви се? Да, имам. Добро, немам ги со мене, ја можам друг пат и донесеме. Така. Тај македонскиот џус едноставно го има во Хилтон хотелите. Проверете во Хилтон хотелите, пише Macedonian џус. Значи едно Хилтон хотелите. Едноставно тоа е мислам една награда, еден екстракт кој денеска го потребуваат. Исто македонското кафе го доби втората награда, која македонското кафе имаше 7 кафиња таму и ја го репрезентира сите кафиња на некој начин само со шекер се применуваат. Македонското кафе ставим македонски мед. Во македонскиот мед толку е богат, природен, едноставно, кој ќе го измериш мерилото на кафињата, турско кафе, француско и така натаму, германско, македонско кафе со навеќе витамини и минерали дојде. Затоа што има мед во него. За медот, например, медот едноставно, овај медот е толку богат со витамини и минерали, природниот мед, едноставно подобро од сите кафиња. Затоа македонското кафе треба да се пие со мед, не со шекер, извините. Значи, македонско кафе е најобично кафе и наместо шекер да се стави мед. Да, и вие тоа го нарекувате македонско кафе. Јас го нареков. Ме праша како да го наречеме, Ако не пие некој кафе, доволно ќе биде да изеде лажица мед, истото ќе го направи. Значи, у суштина медот. Добро, оние што пијат кафе, вие неколку пати напоменавте кафе и цигари. Вие им давате како да... Ево, како македонецот да живее подолго. Како македонецот да живее подолго, рековме. Поздраво да живее. Знаеме ние шекерот последно време, белото брашно, шекерот, солта и така натаму, тоа се најштетни за човечки организам. Зошто мораме нешто штетно во нашиот организам да внесуваме и кога можеме ние медот да го применуваме за да можеме и да ми и задоволство и витамини и минерали во организмот да примеме. Да, ова е убаво вака академски кажано, но во пракса многу тешко се спроведува, дури и луѓе што сакаат да го спроведат. Шекерот е секаде присутен, дури и таму каде што човек не се надева. Живеете во Канада, ако ја некаде имам пробано храна со повеќе шекер, тоа е северноамериканската food industry, која буквално во супи, во манџи, во готова храна, секдека и во лебот особено ставаат шекер. Шекерот е секаде присутен
и многу им е тешко на луѓе да го избегнат. Следев некои ваши колеги од Соединетите Американски држави и од Канада кои говорат дека вистинска епидемија и покрај здравите понуди што се има во Америка, како тоа на толку здрави работи што имаме и добро здравство, толку многу канцерогени и тешки заболувања. Една од тоа е, викаат, закиселувањето кое доаѓа од шекерот кој го има буквално секаде. И идеја, како да ви кажам сега, геврек има шекер. Не знам, пита ваква со шекер. Дури солена храна во која не очекуваш е преполна со шекер. Тој начин на исхрана, значи готова исхрана, се го има повеќе и повеќе кај нас. Како човек и што се случува? Дури кога ќе станеле свесни луѓето дека има, меѓувреме станале зависни од шекерот. Шекерот создава зависност. Дали би се јавуваат луѓе кои имаат проблем да побегнат малце од тој шекер? Еве, например, ова со мед. Ова со мед го знам одамна, најверојатно од вас некој ми го пренел. За кафето со мед. Луѓе не го прифаќаат, вика, не, мене ми треба шекер. Како да се изборат со тоа? Ние пред малку рековме дека шекерот е многу штетен. Да. Да кажете. Друго, не се сложувам со вас едно, што рековте на американскиот континент, тоа припаѓа и Канада. Канада, за разлика од Америка, е многу сосем се хранат и пазат на исхраната повеќе него американците. А Канада и Јапонија живеат најдолго, жителите на Канада и Јапонија живеат најдолго на земјата округа него било која земја во светот. Тоа што покажува? Значи, во канадската исхрана, он е aspiring day или исхраната на Си извинувам што ја навредив Канада. Да идеме на тоа за шекерот. Не, зборуваме не за шекерот, ево за шекера. Значи вака. Не, во ред, бидејќи знам, јас таму живеам 50 години, што се вика, едноставно знам во Канада на се пази се на секој. Си извинувам, ете го повлекувам зборот. Бидејќи јас знам дека во Канада подолго живеат, можеби 36% повеќе луѓето во Канада живеат него американците, да знаете. Добро. И тоа е од храната или од загадувањето? Од храната. Точно од храната. Значи не е во загадувањето. Не е загадувањето, и загадувањето. Например, ќе ви кажам, во Канада... Ај сега кажете ми тогаш овака, да не идеме за Канада за тука. Може ли ако некој ги применува вашиве рецепти за исхрана, да живее во центар во Скопје, каде што 6 месеци е концентрацијата на загадување најголема во Европа, тоа го знаете, претпоставам, така? Точно знам, да. И после тоа да очекува да биде долговечен. Да, може да одговорам. Значи вака. Не ви давам простор. Не, во ред. Се шегувам. Да се слушаме еден со друг. Господине Цонев. Да, кажи. Оваа емисија, дали паметите како се вика? Македонско сонце? Не. Оваа емисија се вика Јади бурек. О, јаде бурек, ја бурек понекогаш јадам и многу убаво е. Да, извините, знам дека Македонско сонце е... Не, Македонско сонце е телевизијата, нема Македонско сонце емисија кај мене. Ова е Јади бурек, франшиза дојдена и овдека малце поинаку. Се извинувам што не ве информирале во која емисија доаѓате. Ја имам гледано многу пати, извини, ја мислам дека... Добро, дека јас сум Томич и ова е Македонско сонце. Се шегувам. Вака. За да живее македонецот подолго. Ако живее во строгиот центар, сите луѓе во строгиот центар знаат дека некојаш и самото загадување на повеќе од 10%. 10 пати. 10% или 10 пати? 10 пати повеќе, него од нормалната, ја така читам. Сега, за да се избегне, треба да најдат добар хомеопат, да му се чисте плуќата, джигрот, цревата. Чистење на целиот организам да се извршува барем 2 пати годишно. И да се применуваат природните деривати, здравата храна и храната да се примени на правилен пат. Какви сокови живи да правиме сами дома, кои витамини и минерали да ги употребуваме за заштита, например на човечки организам. За да не оболеме од рак тумор, ние треба да взимаме природни деривати. Природните треба Е витамин да застапиме, коензаим, Q10, С витамин, селенот и така натаму. Да се взимат со природните деривати, со сокове, не со вода, не со млеко.
да се зимат, на пример, со висок квалитет на CE, пример, кивата е едно од најките, морковот, цвеклото и така натаму, кога би се зимат тие заеднички, кога се зимат заеднички витамините и минералите, кога се Почнавте ништо за кивито, не ја довршивте. Што е кивито? Едно највише е? И С, и С. Не, што е кивито? Значи, кивата и моркова за мене се една од најлековитите воопште растенија земјата што ги раѓа. Така, да ве разбереме. Не, Така. Значи, вие предпоставувате дека знаеме, ја велам дека не знаеме. Па сакам све да ни објасните. Значи, сакам да кажам дека сите ние овде, колку и мало и старо, како е времето дошло, дека многу загадување имаме, треба жива храна да употребуваме. Жива храна употребувам зборот, џусовето, соковето. Значи, сокот кога ќе го пиеме, за 5 минути влегува и лечи, која жвакаме храната 5 часа. Сега најдоа дека блендерите што се, брзите блендери, прават го сок, храната, односно исхраната ја прават ситна и можат како џусо да влише. Но сок е сок, треба сок да се применува. Са балеко ќе ставаме барем пола ден, треба да применуваме жива храна. Обавезно да си имаме дома киви, да имаме зелена јаболка, да имаме сите тие природни деривати да ги претвориме во сок и да се напиеме и да одеме на училиште или на работа. На тај начин цел ден ќе имаме доволно витамини и минерали и енергија за да можеме да работиме и да се движиме. Нашиот заеднички пријател кога ми препорача да ве поканам во емисија, рече дека сте добиле светски награди. Зашто имате освоено награди и каде? Ја не можам да ги најдам тие награди каде се. Значи, тај македонски... Не тоа што е пишувано, него самите награди ги нема. Добро. Ги немаме. Значи, тај македонскиот џус за 21 тоа прво место и за ајкулите. Највеќе за ајкулите, од ајкулите маслото. Прво место што? Прво место ние мастер храбристите во светот, кога БПОНО, прво место освоив за џусовето. Тоа е 97 година. 97 година и исто така за ајкулите, маслото од ајкулата и од рбетниот соп, како екстракт се прави за чистење на целиот организам, исто таа награда добив втора и како дојдовте до тоа масло за мастер? Значи за да бидеш хербалист, мастер хербалист, за да добиеш титулата, мора да имаш 3 интернационални светски награди. Не, во ретта. Ве разбрав. Како дојдовте да го направите тоа масло од... Па каде работев, кај работев долги години, ние во институтот таму, покрај испитување, решрчинг за испитување на човечките клетки што болува, што добива тешки заболувања, мора ние да најдеме нешто што можеме на тој начин да го санираме, да му даваме повеќе витамини и минерали на организмот за да не дојде до тоа. И како да го чистиме организмот кој е веќе налепен со токсини, отрови, да го чистиме организмот. Кои се тие витамини што се потребни да се борат против канцер? Не, значи... Дали вие... Добро, ај вака да ве прашам. Сте добиле награда за масло од црн дроп од ајкула. Екстрактот што се меша, екстрактот за чистење на организмот. Вие конкретно директно сте работеле со материја? Да, со материја, од маслото и од нервниот систем, маслото од ајкулите. Вие го екстрахиравте или екстрахираното масло го деривиравте? Значи, ние во институтот испитуваме. Маслото знаеме дека е најјако, дека ајкулата е живе најдолго на земјата округа, она рак тумор нема, значи маслото од ајкулата, од оние големите ајкули, не од малите, значи е најјако. Најјако едноставно сега состојките негови, како да го чистиме организмот, плуќата, джигерот, цреват и така натаму, да го очистиме токсините, па после да ги најдеме кои витамини и минерали организмот му е потребно. Значи прво ја најдеме диагностиката што е. Кога токсините треба да ги сврнеме, по втор пат треба да пак преку ирис диагностика да се види и кога ќе веќе знаеме тај орган уште е слаб, не на крај треба да знаеме кои витамини и минерали тај организам треба да зима најмалку 3 до 6 месеци. Сега тоа чистење, таа екстрактот од ајкулата, од ајкулските масла што се вадат и нормално од алгите, зборуваме ние за јапонците, почеток го спомнеме, алгите, јапонците што ги вадат алгите под океаните, хомеопатски што се прави заедничко се меша,
таа природни деривати го чистат човечки организам и ракот едноставно до некаде... Дали е тоа некој конкретен производ? Да речеме, тоа се капсули од тоа и тоа... Тоа се хомеопати. Но, гледај, они хомеопатски ги прават. Значи, што ги вадат од длабоките морења од долу, кога ги вадат, они тие ги, како да кажем, во хомеопатија си има своји имиња. И сега се мешат, а хомеопатски зависи од проблемот на човечки организам. Хомеопатијата не содржи конкретна материја, туку содржи вибрација од таа материја. Во хомеопатскиот лек нема масло од ајкула, но има вибрација од... Но нема, него хомеопатските работи кои се мешат заедно со ајкулата маслото, добива едно својствено... се мешаат овие? Се мешаат, да. Сега зависи од проблем на човечки организам. Значи, нема хемија, нема ништо таму. Значи, таму за секој посебно тоа треба да некој да го изработи, така? Треба да го изработи, да знаеш што со што. Пример, преку ирис диагностика кој ќе најдеме кој орган ти е слаб. Ние ќе знаеме тај орган е веќе нефреквентен, нефункционален, едноставно ствара цисти, тумори, полипи и така натаму. Значи, тај орган е како не лачи доволно, а се иде преку црниот джигер од десната страна. Он е филтер на човек, он ја врши дренажната филтрацијата. Значи црниот джигер, ако се успееме да го прочистиме до крајно, он другите органи едноставно заеднички се работува со него, едноставно посето. И ова се фокусираме строго на канцер или на сите заболувања, сите заболувања. Кај кои заболувања, на пример, најмногу делува е на страна канцерот и за кои ми е препорачено, бидејќи, нели, многу ваши колеги кои се занимаваат, кои ги читам и ги следам со децении наназад, велат, за жал, ние не најдовме нешто што има лек за се што лечи. Нема. Значи, вика, има некои работи, вика, нешто, например, хомеопатијата нешто помага, во некои сегменти не помага. Исхраната, со исхраната може да се помогне, не може да се помогне за тоа. Со акупунктура може да се прави тоа, но не може и тоа. Каде е овдека ограничувањето? Луѓето, знаете, кога би размислували и се заинтересирале, значи ние треба да им ги препорачаме вашите книги, така? Ако имат желба да читат, например, моите книги, тука во моите книги има различни се книгите, за секоја има за своја намена. Например, тајни рецепти за долг живот и на англиски имаме, таа беше од најпроданите. Ова е за секојдневно потреба. Значи, потреба. секојдневно, значи, за која исхрана, за кои витамини кои витамини минерали треба да ги взимаме, која исхрана да взимаме и кај да се масираме сами. Во пример, секој си има. Ова е за мене вредна. Вие кој што викате овдека, ние имаме 300 витамини и тоа сте во право. Кога ќе отидеш во аптека има све. Да. Кога ќе отидеш во пилјара има се. Стварно што треба да земеш. Значи ова е некаков приручник да ти покаже што да земаш за да си направиш. Кој ќе знаеме кој орган не ни функционира. Едноставно, дали некој орган мислиме дека висок притисок имаме или шекер имаме и така натаму, треба да знаеме тој орган кои витамини и минерали лачи. Треба да во апотеката да си ги набавиме тие витамини и минерали и на него, примената на него пишува како се треба, но применувам јас најповеќе на секој препорачувам со џусовето, со соковето се применува. Вака, имам еден пријател, исто од медиумски и така натаму, кој отиде во Германија, он имаше проблем со обесити, со дебелина и така натаму. Нему му препорачија со сокови. Проблемот е што он не ја свати, како да кажам, претера со соковите. И закачи диабетес, бидејќи концентрацијата на количина на шекер е многу голема, го оптеретил панкреасот и се изреметил. Значи, дури и ова, колку и да е здраво и природно, човек треба да внимава што и како. Треба мерка да си има. Мерка да имаме. Затоа тие приручници, не само од мене, тие од институтот, тие за природна медицина, точно знаат која мислам величина треба да ги взимаш.
Каде овие книги можат да се набават, да ми Па кажете? во книжарата 3 имам ја тука во Македонија, Така? во 3, ако не сум тука, и цело време 365 дена годината во книжарата 3 ја продават сите тие 4-5 книги. Значи, Димитар Цонев, барајте во книжара 3 рецепти за лековити џусеви и тајни рецепти за долг живот. Со масажа до здраве. Ова се две. Да, Добро. да, и тие А што е ова? Таа е Живот без болка. Е, така. Практикум за рефлексотерапија и акупресура и ова е со масажа до здравје. Па да направиме една пауза, веќе говориме така поприлично, значи малце се задржавме околу исхраната. Она што ја сега да повторам што сум разбрал, а ако јас сум разбрал, разбрали и гледачите, затоа не се информирам пред емисија, туку во емисија. Значи, први да видиме што ни е, да направиме една диагностика, која вие имате упатства и сами можеме да се ја постигнеме, и со тоа да почнеме со здрава храна и со здрави џусеви да пиеме. Така. Сега, има и други работи, има болка, физичка и така натаму, и ќе разговараме во вториот дел емисијата да направиме кратка пауза за ова е многу интересно, ми интересира за рефлексотерапија и акупресура. Добро. А можем да кажам, како не, например, нема ево сега пример одеме да се вака пауза да имам. Добро. Сега пушачите, некои што пушат, одма идат пушат цигари. И јас препорачувам сите тие што сакаат да се одморат да пијат, пред секоја пушење цигара чаша вода и после пушење цигара чаша вода. Зошто? Затоа што никотино што ќе го пушиме едноставно во организмот, да влезе во желудникот, Господ си створи свој киселин за да може да го разнесе побрзо, да не се задржува во плунката, во крвта и така натаму, за да можеме поздраво да живееме. Ево тоа. Аха, ако ве разбрав, значи да се напиеш вода, да се навлажнат Туринните жлези да работат побрзо и таму да се лепи никотинот, да не влезе во белите дробови. Точно така. И кој ќе завршиме цигарата, па една голка, 2 чаши вода, ако имаш лимон, уште подобро со вода и лимон, да се протега тотално да не дозволиме никаде никотинот да влезе во нашиот организам и да не прави штета. И ако не се пушиш, тоа сака да помогне. Дури и да не проверам, ви верувам, отија логиката многу добра. Ајде сега на цигара пауза со чаша вода. Драги мои почитувани гледачи, се враќаме назад во студиото. Во меѓувреме го направивме еден краток преглед. Господинот Димитар Цонев беше љубезен да ме погледне. Ми рече дека една орта малце слабо ми работи на срцето, иако не знае за мене, ја му реков дека имам во 2012 инфаркт преживеано. Потоа ми кажа да се пазам, да ја пазам малку простатата, бидејќи сум голем љубовџија во животот, така што морам да внимавам на тој орган. Тој ми е слабо с мене генерално и семејно ни е така по некоја линија. А и кај нас мажите, како старееме, егото ни е се помало, а простатата е се поголема. ни е голема. Не, простатата ни е се поголема. Она знае да расте и тука, знам, треба да се внимава и секој маж треба да ја внимава. Можам препораката да кажам на сите машки што се родили малку порано, што едноставно почнуваат да имат проблеми, како да си помогнеме. Да сме тука, не. Но интересна работа ми кажа, вие добро ме знаете, господинот Цонев не ме знае толку добро колку што вие ме знаете, бидејќи ја за моето здравје себе се исповедав. Он ми рече, вика, тебе шекерот, гледајќи ми го ирисот, дека шекерот ми бил, гликозата ми била повисока, а сега е тука на граница. Мене шекерот ми е негдека измеѓу 5,5 и 6. Што е интересно, ево граница, значи не сум диабетичар, но што тоа покажува? Тоа покажува дека неговата диагноза е точна. Јас сакав малце да го тестирам, ме интересираше. Покажува, ја не конзумирам шекер. Ја дури ни овошје, ни мед не земам
за да го избегнам шеќерот и тоа ми го подобри животот, а вие ме знаете и по 130 кила, а сега сум 90, знаете за диетата моја, пред ваши очи ослабев, што се вика пред камери, со протеинска диета, со идење во кетоза, а тоа е неконзумирање. Но зошто и покрај тоа, мене шеќерот ми е на граница. Што ми рековте вие? Дека мојот панкреас што? Значи, панкреасот ваш е едноставно сега добар. Но се гледа дека последици имал порано. Последици имал некој степен што не е во нормално. Значи, сега штом се е дошол таа состав, треба да се одржувате како што треба. Но инатека, за да вашиот панкреас работи функционално, мора да имате доволно витамини и минерали, односно без стрес формула, B50 мг или 100 мг да имат B сите, B1, B2, B13, B6, B12. Што е со B17? Значи, B17 е витамин, во Канада и Америка е строго забрането. А овде гледам дека се применува, што е за мене нелогично. Луѓето не знаат колку да употребат, можат и да добијат и тровење и тешко заболување. Така да, B17... Еве да ви кажам дека јас и целата моја фамилија 7 години секојдневно користиме B17 во огромни количини, но преку масло од хунза. Така. Значи, и овие продукти се продаваат во Италија, во Европа, во Русија и конкретно во мојава емисија и на мојава телевизија ние го препорачуваме маслото од хунза со B17. Јас сум им го носел на луѓе по клиника. Знам дека во Америка е забрането и само да ви кажам на колку луѓе сум им испратил масло B17 и благодарници ми враќаат. Мислам би требале малце ритинг и повторно едно испитување, бидејќи знаете како? Ако го откријат во Америка B17 колку може да лечи, отиде фармацевската индустрија и нивната хемотерапија, која денеска па овдека во Европа, во Русија, во Индија и во Кина се повеќе бега. Но, добро. Бидејќи го спомнавте некаде во разговорот ми спомнавте и масло од хунза. Евак, можам ли ја една препорака да кажам на сите па B17 да употребуват во друштво. Кога беше... Не чисто, како масло е. Ова е масло од кајсија, од семка од кајсија, природно. Не е ова вештачка. Добро, да кажам јас. Значи, кога беше цар Мир, едини македонски цар и за нас... Да, мојата колешка Марина Дойчиновска, која од Македонско сонце, го донесе тука. Да, знам, значи вака. Не знам, не се познаваме. Јас за македонците Хемелајте најпрво почнав да пишувам, од 65 година, телевизија и радио кој имав во Канада. Значи, еден имаше во Син Катерин, тоа е до Ниагара Фалс, фабрика за витамини и минерали, кој испитуваше кој народ најдолго живе на земјата округла. Да. И ти вика... Тоа се хунзите. Дозволи. Значи, он вика The Soldiers from Alexander the Great Macedonians, војската од Александар Македонски. И он отиде таму, напиша книгата за Ханза, кажа дека се чувствуваат македонци и така натаму. Да. И за жал истиот кој отиде таму, напише една убава книга за Ханза, која имам ја тука и во Скопје, и едноставно, за жал, отиде у Грција, отиде и умре во Атина. По кои причини не знаеме, важно, тамо почина човек. Сега сакам да кажам дека човекот што беше тука, цар Мир, овде што беше пред неколку години, 5 години, 6, колку беше, кога дојде тука, се видите. Заедно со Марина го пречекавме. Значи, дозволите. Значи, јас со него му дадов една книга Secret Recipe for Long Life. Истата книга, тајни рецепти за долг живот. Да. И вика, онда што се бавиш со тоа, јас ќе ти кажам рецепт македонците да живеат во Македонија малку подолго и поздраво. Годишно, кога има кајси, сега моментално кајсите се во Македонија присутни, сега моментално созреват, кога има кајси, вика 17 дена само кајси да се јаде, значи 2 кила кајси дневно со 21 семка од кајсиите. 3 пати по 7 да се проголтуват со вода и лимун. Дали знаете колку дрва кајси има во Македонија?
Да, има богато. Нема ни 1000 во цела Македонија. Уништени се кајсиите. Господине Цонев, испитајте го ова. Јас сум правил емисија. Знам дека колку е корисно, ви кажувам. Не, апсолутно сте во право, затоа што ја да го сенката, иначе во Македонија нема, ова што им го препорачувате, луѓе не можат да си го искористат затоа што не останаа дрва во Македонија. Можеме рецептот да го кажам за да може луѓето да го знаат. Значи тој царот наш од Хемелајте, од Ханза Куш што го кажа. Значи 17 во Хунза. Ханза го викаме ние, тамој Ханза и они го викат Ханза, ние Хунза, така прочитуваме како пишува, без разлика, Хунза нека биде. И едноставно он кажува вака, значи да се спремни бидеме за 17 дена кои има највеќе кајси, да си припремаме од кило до 2 кила дневно да јадеме, само кајси и 2 литра вода, 2 лимуна дневно да пиеме. За 17 дена. Тоа е големо чистење. И тоа е тотално чистење на целиот организам и без 17 во нашиот организам ќе навлезе и ќе не заштити за цела година да нашиот организам не добива било како тешко заболување. Значи, ја веќе 6 години работам на маслото од Хунза, бидејќи луѓе не можат ова да го направат со 2 кила на ден, секој ден и така натаму. Со маслото кое е со благослов од мир пратено, им помага на многу луѓе, од отворени рани до лечење тешки заболувања и испратив, сега да ви кажам, последно кај беше, испратив во Канада и во Австралија, ми се јавија луѓе. Ја гледаат емисијата, вика, нема вика кај нас, а во Европа има, само не може. Забрането е во Канада, е забрането во Америка на границата, ако ве фатат, ќе одговарате ако не се пријавите. Да, вака. Со масажа до здравје. Еден дел од вашето овој целиот дека и овие две стопала и оваа ваша книга со масажа до здравје. Ние знаеме дека самиот допир на кожата на телото делува убаво. Ние кога се допираме, мајка, дете, пријатели кои ќе се гушнат, добива позитивна енергија. Нели, или со саканиот кој ќе се гушнеш и така натаму, создава пријатно чувство. Но не е тоа само некое психолошко, тука има нешто малце повеќе. Што вие ни кажувате со ова со масажа до здравје? Каква масажа ние можеме да си применуваме за да си го подобриме здравјето? Ево да идеме на денешното време, на забрзано темпо на живот, сите имаме ние телефони. Сите имаме зрачење. Младите повеќето се жалат, ево, се жалат главоболки. Телефоните каде спијат, таму ќе држат и тие телефони едноставно има зрачење. Има зрачење. И едно тоа зрачење едноставно треба да знаеме кои акупресурни точки треба да ги активираме. И на тој начин треба да знаеме точките како да го активираме организмот, например очите, ако гледаме долго време телевизија или интернетом. Така. Имаме одма чувствуваме дека имаме тежина на видеот и така натаму. Сега тие точки има ги баш овај со масажот до здравје, точно тие капаците, сите капаци како да ги активираме сами, приме очите, ова за очите са тука каде меѓушката и така натаму. Не мора да бараме никаква помош. Со оваа книга сами да си помогнеме. Да, точно со притискање со прсти. Со притискање. Ево, например, некој ако се онесвесте пред тебе или добие некој удар и така натаму, јапонците имат една акупресурна точка која директно од тука иде на мозочните клетки и може да се спасе човекот. Збориш ова покрај носот? Ова, десната страна која е врзана со 5 точки на мозокот. Можам да потираме? Да. Ево вака камерата каде, ова точка директно која е врзана со мозочните клетки. Со самото активирање, јако, едноставно човечки организам се пропутува. Ја користам оваа точка, но сосема за други работи. Ви благодарам што ми кажавте за ова. Баш убав притисокот. Сакам да кажам, ја имам проблем со синусите кои ќе се притиснам овде или овде вака нешто, осеќам олеснување на болката. Значи тие точки ги има, овие каналите тука може да се масира, но за синусите би рекол дека можеме дома сама да си извршиме ние една убава терапија, да наполниме каната со вода и да ставиме 3-4 кила морска сол, да го донесеме морето дома. Ако морето останува Егејска Македонија, ние дома да си го донесеме морето
И да покриеме со ова и И не да им даваме 500 евра на точно грците. така. И да пиеме вода, 2 литра вода, 2 лимона, додека лежеме и кој ќе излеземе, значи полна е тоа со со морската вода, ја правиме морска вода, така ли? Така, со морска сол. Сите порни човечки организам ги отвораме. Пиеме 2 литра вода или 1,5 литра вода додека пием и ќе станеме да се покриеме сите черги врз нас да дојдат до тука. Убаво е една сауна да извршиме надвор, да не се тушираме, убаво да се испотеме и после тоа зборуваме ние да се вратиме па да се истушираме. Ова е интересно со сауната, а Канада и Финска тоа го применуваат. Канада и малце постудена земја, сепак е на посевер и имаат многу таа култура на користење спа, поточно на сауни. Малкумина, драго ми е што го спомнавте, дали сметате дека користењето на сауна е добро и здраво? Здраво е. Ево, сега ќе ви кажам Бидејќи, знаете зошто? Затоа што е интересно дека во Скопје се повеќе и повеќе се отвараат сауни на повеќе места и луѓето се повеќе идат. Имате ли совет прво дали е здраво и како да се користи и кои ефекти да се очекуваат? Точно знам јас за тоа, мислам, за целата природна медицина ние мораме да ги знаеме сите тие работи. Значи во сауната, пред да одеме на сауната, ние треба да едноставно да пиеме сокове доволно. Добро. И да пиеме вода доволно, приведејќи да нашето тело е испаре речено, да се испоти убаво внатре, за тоа влегуваме ние внатре, не да влегуваме без чаша вода, без ништо, така и немој да очекуваме дека многу ќе се испотеме. Значи, секоја испотување, кожата диши, едноставно го чистиме нашиот организам. Затоа препорачуват доста течности, ама и витамини и минерали со џусове да се пијат, односно со сокове да се пијат, најповеќе да се зиме цвеклото и лимонот. Така. Така. Како да се користи и колку често да се користи, што е најдобро? Бидејќи, во летен период сауна не се користи затоа што е доволно топло. Од есен до рана пролет, кога се користи, што е најдобро да се користи? Во Македонија, бидејќи определени имаме продукти што се продава, колку се продават овде, се скапа е, значи да ги носат. Во Канада имаме 365 дена, пример, сите продават, а овдека нема. Затоа препорачувам, за мене треба да има зимно време, бидејќи ако излезеш у Скопје, рекоме дека е загадено во Скопје. Треба да взимаме висок цена витамин. Како да го применуваме? Секогаш да имаш дома исечено неколку витамини. Господине Цоне, само одлично ме интересира мене. Колку пати, одговорите ми на ова, за витамин С, запомнете, ќе продолжиме. Одговорите ми на ова што ве прашав. Ве прашав, колку пати се користи, колку често се користи сауната? Одење во сауна и како се иде, да речеме, во 2 сати, 3 пати по 10 минути? Препорачувам пред саат време пред спиење. Добро. Пред спиење и после руче, како имате време, кој ќе дојдете од работа идеш и едноставно истушираш се прво, па после одеш, напиеш се доволно вода и после тоа, ако имаш време, кој ќе излезеш од сауна, да малку дремнеш, што викаме ние, едноставно организмот да се... Колку пати? 2 пати дневно. 2 пати дневно во сауна? Да, 2 пати во сауна. Не 2 пати неделно, 2 пати дневно? Не, 2 пати дневно. По колку минути? Ако имаш проблем, на пример, со ревматските заболувања, стегање на седмиот пршне на врато и така натаму, очекува дека 80% после 3 недели се ослободуваат сите тегови на мускулите, на зглобовите и така натаму, ако преминуваш 2 пати дневно. Потењето, односно ако имаш уште подобро е 2 пати до 3 пати неделно да се применува таа мислам терапија, да кажеме, со морската сол и водата. 2-3 пати неделно. Да, 2 пати до 3 пати неделно. 2 кила. Оние што имаат тешко заболување, имаат проблеми со зглобовите и така натаму, тие треба да применуваат малку повеќе пати, ама да не излегуваат никаде. И после тоа применувате зелен чај да се применува. Го променува зелениот чај. Значи, убаво е што идеме ние на одмор на море, но тоа е 7 до 15 дена. Вие викате ова да го правиме неколку пати во неделата преку цела година. Рекоме, дома морате да го донесеме.
Така. Нели? Значи имаме ние сол, толку е ефтина морската сол, можеме да си дозволиме 2 пати неделно, ако не 3 пати. Дејки, кога ќе отидеме на одмор, ние се препородуваме на море од солта и така натаму, и тоа сите го знаат. Значи јодот, И после... јодот е добар, нели? Да. Така. Значи јодот е добро. Значи морската сол, таа клима годи, но после ја немаме, а вие велите да го продолжиме тоа сами дома да го правиме. Дома морате да донесеме Јасно, јасно. Исто така, на пример, покрај морската сол, беби оа, или маслото за бебиње што е. По една лажичка да ставиме да може кожата наша обмекне како памук. Значи, порите подобро се самата вода да се самата стави. вода, да. Ама да не се, рекоме пак, значи, по завршувањето, пиење вода и лежење, дишење длабоко, за синусите, издишување, додека не само да легнеш, да заспиш, да забораш, да излезеш, него треба дишење и издишување, да таа морска сол, таа јодот преко носот, преко синусите навлезе во плуќата, во секаде, едноставно кој ќе излезеш да не се мисла тушираш, него да се покриеш со повеќе облека или покривачи да можеш да се испотиш. Значи сауна сауна да има таму. Покрај морската сол, сауна да се применува да се испотиш. Тоа малкумина можат да си дозволат, но под 2-3 кебиња такво препотување, сауна приватно, само малце по имотните може да си го дозволат. Но знаеме дека секогаш кога е лето, кога е потопло, кога се потиме, се чувствуваме подобро. А луѓето кои обично се плашат од сонце, се кледжи, се имаат и поголеми здравствени проблеми. Тоа е факт. Значи, рековте дека ние сами можеме да се масираме точки на лицето, точки на рацете и преку рацете. Знам дека сите органи исто така се рефлектираат, скоро сите органи се рефлектираат на рацете и на нозете. Значи и на нервниот систем, на рбетниот стоп. Рекоме дека тоа автоматик нервен систем, луѓето што се уклучија покасно на програмата, значи сите завршни точки на сите органи на нашиот човечки организам се манифестирани на рбетниот стоп, затоа се вика автоматик нервен систем. Сите органи се врзани со самото активирање. Значи, со самото активирање самата масажа што ќе ја добиеме на грбот, колку е постручна и подобра, ќе делува на сите органи и цел организам. Ние немаме култура на масирање која сме ја запустеле, сме ја заборавиле и треба малце повеќе да ја применуваме за свое здравје. А овдека се точките на дланка за одредени органи на кои можат да се стимулираат. Сите органи човечки организам се и на раците. Така. И на раците. Самото активирање на раците, ако имаме некој проблем, ќе чувствуваме бол. Значи, ќе почувствуваме таа точка што болена, боли некаде, што ме боли. Ќе најдеш точно према сликата, ќе видиш тај орган стварно не е фреквентен, не функционален. Значи вака, ако барам одредени точки и почувствувам болка при притискањето, ќе видам каде ми е проблем. Точно така. Што, ако ќе откриам, например, не знам, овде што вика? Сите органи. Добро. Ево, пример, очите, окото, слабо, гледаш. Добро. Или ушите, и сака натаму, видиш бол во ушите. Добро. Со самото активирање на тие точки за ушите, ќе видиш некој време одно, после болот застане. Колку треба тоа да се масира и како се масира? Секојдневно го применувам. Секојдневно. Ево, на пример, некој тоа, ако не можеш сам друг ќе го применувам. Ево, за очите наочари носиш. Со самото активирање една точка тука така меѓушката каде е за очите. Оние што имаат главоболки жени, колку пати кажуваме кога извади ги одма подобро меѓушките. Автоматски се отварат порите. Тоа е јапонски начин на диагностицирање. Ево, со самото активирање ќе видиш очите сосем другачи. Значи нема тука оштетување. Само Не, апсолутно се стимулира органот. се стимулира, точно и почна пулсовете да работат. Интересно е што имате многу искусен, многу цврст и многу прецизен зафат и тоа претпоставувам треба да се вежба. Дали е добро некој друг да ти го прави тоа или сам да си го правиш? Може секој на секој да си помогне. Пример, препорачувам оние кои имат проблема, пример во човечкиот организам, ја препорачувам плюс да
трпење за јадење, например, гладувањето. Јас, ако може за гладувањето да почнем да зборуваме, гладувањето, например, некој ако има некое заболување и едноставно му фали нешто во организмот, не може никако лек да си најде. 3 дена с дестилирана вода и лимон, да применуват дестилирана вода и лимон и на тај начин ќе се успее да било како бол застане и човечки организам да почне да функционира. Ова е многу фасцинантно, но овдека збориме исто така, вие им препорачувате преку вашава книга, они ќе можат нова да си го помогнат. Тоа е професионална книга која е од Институтот за акупресура, акупунктура и рефлексотерапија. Значи тука са тие се професионално е направено, бидејќи сам човекот може да си помогне. Не мора секојаш, ако немаме ние стручен човек, можеме сами да си применуваме. Например, исто така ја препорачувам, ако може да се примене, да кажуваме жената повеќе и повеќе има проблем, повеќе жената денеска имат со женски полни органи имат проблеми. Ја гледам. Едноставно, ние толку сме богати, например, негасената вар. Таа негасена вар, толку чисти тие нечистоти на човечки организам, едноставно треба да се применува. Гледаме дека во Македонија има на неколку место негасена вар. Јаснете малце тоа, како се применува негасена вар? Гледате, секоја втора жена, гледам, цисти имат. Секоја жена втора има тумори. Негасената вар се применува 10 дена во годината. Како? Вака, 4 кила, 4 литра вода, во некоја кофа поголема, со 1 кило негасена вар. Таа негасена вар за 7 минути процес на вриење. Треба озгоре да се седне жената, едноставно и да паја некој картон да не излегува покрај неја, право директно во женските полни органи, едноставно сите чисти, сите нечистоти, оние жени чудо, јас имам порано пракса кога доаѓаме тука, сами се применуваат со 10 години, немат деца, се очистат каналите на женските полни органи и едноставно не треба никакви ни операции, ништо. Тоа е, ама ја применувам не она негасена вар, да се применува оние места што се праве со дрво. Со дрво, а не со гума. Гума најповеќе се применува, гумата применуваат во Струмичко, а во Радовишко применуваат со дрво, го печат негасениот вар. Значи, ако имаме ние токсини, отрови, кои ги има што се пече со гумите што применуваат, онда ќе има токсини, отрови. За какви гуми говориме? Па ево, например, негасената вар, варта што печат, ако видите, они најповеќе 90% ја печат со гумите, од колите, од непотребни. Па тоа е многу, самата гума кога гори е најголемо загадување што постои. Затоа препорачувам да не кажам реклама да правиме, него во Радовиш гледам само со дрва печат затоа ниниот негасена вар најповеќе го применуваат во Македонија. Така. Ова се интересни рецепти што ги кажувате. Дали ординирате вие? Не, јас сега застанав, не сум стар, сум се родил порано, ја застанав. Која годиште? Но луѓето, каже го, ми телефонират, се прашуват, бесплатни давам совети и така натаму. Ја порано имав многу големи гужви, кај бил на аптека тука, имав ја по 300-400 души дневно, не можеме, па за двојна болница порано 86 година, дори до 1000 души кој беше Југославија, порано го беше, многу народ, најповеќе доваѓа за жолчи камењи, сврлување, за црниот дроб за чистење, и сите тие луѓето сака да видат во организмот кои витамини и минерали се му потребни, кои џусове да ги применуваат, кое чистење, која храна да употребуваат. Интересна работа, спомнавте камења, вистинска епидемија се случува во земјава, камења во бубрези, камења во мочен меур, камења во жолчна кеса и така натаму. Зошто има толку многу луѓе таа калцификација им се случува и како да се ослобода? Тебе, например, не знам, со бубрек тоа е едно од најболните, можеби не е толку страшно, ама е болно.
Една од најболните работи. Така, значи вака. Во Македонија имаме традиција, си јадеме малку повеќе сирење. Сирењето има многу сол и е калорично, односно има над 50% масноти. Ние кој ќе го јадеме секој ден, отио калциум се створи или магнезиум оксиде што го викат или мокрична киселина таа, се стварат тие камиони што се најтешко излегуваат. Затоа оние што произведуваат бубрежни камењи месото да го сведат дури на само 5%, ништо повеќе, и шеќерта и солта да сведуваат и нема да стварат бубрежни камењи. Јас сакам да кажам тоа дека оние што имат веќе произведуваат треба да земат тоа е докажано последно време, магнезиум оксиде 420 мг и B6 чудно невидено повеќе бубрежни камењи не стварат луѓето. Што е магнезиум? Тоа магнезиум хлорид? Магнезиум, не е хлорид, тоа магнезиум оксид. Оксид е, например, ги растварат. Како да го најдеме тоа? Тоа е во апотеките речено. Во апотеките има магнезиум хлорид претежно или магнезиум? Оксиде, магнезиум оксид не сум наш. 420 мг. Па добро, тука гледам, јас видов неколку пати америчка компанија некоја донесува, тие NOW и таа приренува, ама нема, народот многу не се ни разбира. Гледам тука нема нутрицисти многу, нема хомеопати и тие што ги порачуваат, повеќе ги порачуваат, жалосно тука поевтини ги зимат, каже го синтетика. Интересно е дека на запад има големо движење против хомеопатијата. Во Велика Британија ги забранија клиниките и препораките се да не се користи хомеопатијата како сериозно начин на лечење. Какви се вашите искуства со тоа? Моите искуства со тоа, јас, например, во Германија хомеопатијата доста е развиена, од најразвиените, само нината хомеопатија не ја сакам. Отворено си кажам, привидејќи за мене е штетна. Додека јапонската прифаќам, привидејќи она е природна. Велат дека основата на хомеопатијата потекнува од Индија во суштина. Поред Индија, ама жалосно што Индија не применува многу она, за разлика од јапонците што се доста за тоа, мислам за таа природна медицина се они најбарани. Пално нината терапија, шијацо метода, ја работам исто така, 30 години шијацо метода, сега шијацо метода во секој град, на секој ќош има шијацо метода. Шијацо метода не може да се сооблекува човекот, него со лакти или со раци се работува, за неколку минути сите нервни точки ги најдат и ги активира организмот како едноставно се препародува. Тоа е, каже го... Киропрактичари кои работат што се вика на нога. Да, на нога. Значи, јас работам цел живот. Луѓе бизнисмени на брзина нема време се сооблекува да не се ова доперите. Доаѓа само ќе го измасира трак и точно така продолжува овој да. Не мора да се сооблекува, не мора да се него таа мислам хомеопатија, каже го киропрактика со шијацо метода, едноставно навеќе. Јас да кажам пред јавноста него сакам да применувам тука, курсове да отворам скоро, што сакам нашите македонци да ги обучавам да може да работат, да обучавам. Ја ви стојам на располагање да ви промовирам, да поканите, ако одлучите тако нешто, академија да отворите за обука на киропрактичари, ви стојам на располагање што е можно повеќе, ако и сака некој, и тоа е добар начин и да се заработи, зашто да не. Добро, едноставно секаде е барано. Одете на море, на тие, например, во Англија, во Германија, секаде, во Италија, или секаде во тие центри поважните, ќе видите на секој ќоше ставеле, каши го, стол и работат. Таа шијацо метода. Не ми се допаѓа ова на кинезиве што шетаат по плажи, обично со масло. Кај е топло, па уште масло кој ќе ти стави на кожа, ќе зовриеш. Не, тоа не, зборуваме ние за шијацо метода. Шијацо метода врзалишта и се работи за главосеточките, со точките определени. Пример главоболки, повеќе луѓето имаат главоболки. Значи во суштина не е било кој што масира, туку шијацо метода да шијацо метода да се применува, да. Интересна работа е што доста имам проучувано. Дојдов до некои интересни работи. Многу малце лекари, многу уште помалце аптеки во Индија има. Викам, како се лечат овие луѓе, претежно оние посиромашните и така натаму. Интересна работа, дојдов дека тие што им се главни, што им укажуваат,
се уствари луѓе кои им кажуваат како да се хранат. Бидејќи самата храна, начинот како се хранат, за нив е лек. Они не знаат, многу е ова чудно, ретко го има во свет. Ој му вика, например, има и такви проблеми, и ој му вика, ќе користиш малце, вулгаризирам сега, парафразирам, малце повеќе кари, малце повеќе зелен лист од тоа, малку повеќе од ова и така ќе се храниш. И он не зема лек. Он јаде оброк, нешто повеќе. И многу ми е слично на ова вие што ни го кажувате. Тоа што не ни кажувате лекој, него во исхраната вметни си тоа и тоа. Точно така. Ево, ја сакам да кажам, оние ароматски заболувања. Сега се стоплува времето, луѓето помалку го чувствуваат. Него има врнење и предврнење, луѓето веќе знаат тие тешки не може ни рака да дигне ни рака. Не врти коленото ќе врне. Да, точно така. Некои се черни сами стануваат. Сега сакам да кажам, како рековте, на индијанското, пакистанско, афганистанско крај, каде навеќе родат тие турмерик или куркума го викате вие тука жолтото, така? Да, куркума или кари. Тај кари. Значи, куркумата едноставно дошло до последната статистика дека куркумата навеќе помогнува за ароматските заболувања, за зглобовите заболувања. И чистење на црниот џигер. Ако зимате 3 пати на дробот, на црниот дроб, 3 пати дневно да зимате, ама мора да се применува црн, каже го, црн пипер. Само куркума не. Црн пипер заедништвото со куркумата и црниот пипер едноставно го застанува секоја заболување. Им помогнавте со интересни рецепти, малце чудни ми се, ќе има реакции за тоа, но верувам дека има основа во традиционалната за жените. Еве кај мажите обично е простатата. Мажите кога ќе почнат веќе околу 45-50 година, простатата дури и кај здрав човек се зголемува. Точно така. Ја можам да кажам нешто за простатата, да му се помогне на целиот машки македонски народ. Значи, едноставно да се применува, да се што може повеќе да се зима чај од коприва. Преку 365 дена годината. Има висок цинк и цинкот навеќе помага за отварање на простата да не се зголемува. Исто така, сао палмато. Извинете, чајот од коприва е клучен заради цинкот, така? Да. А дали помага, например, суплементи со цинк, како, например, мултивитамини кои содржат цинк или цинк таблети и така натаму? Ќе дојдам до тоа. Да, повеќе. Значи вака, цинкот 80 мг, ако немаме чај од коприва, 80 мг цинк, ако зимаме дневно, со Е-витамин и со магнезиум ситрате, што викаме, не е ситрате, и едноставно тоа заедништвото на тие витамини и минерали, и ако се зимат со 3 киви, висок витамини има таму, исто кивата, исто 1 лимон, 3 киви, исто така и 5 портокала да се истиска, таа преку цел ден да се применува тоа. Значи вака, да идеме начинот на употреба на било кое заболување. Значи речеме со џусовето, со соковите џусове. Значи ако примениме тај екстракт заеднички, не одма да пиеме ние и да го проголтаме. Секогаш да го држеме сокот до 12 секунди под јазикот. За да почнат да се лачат ензими. Непцето, точно така. Значи непцето, доктор, ако има проблем луѓе со срцеви заболување, едноставно му дава апчење под јазик. Точно тај под јазик. Систем да почне да точно да функционира. Исто сокот е. Таа е жива храна, викам јас. Значи сокот, ако знаеме што со што да мешаме, едноставно ќе си помогнем за секое заболување на човечкиот организам и за секој. Така да и таа простатата да се применува и највеќе да се применува по мене последно време. И оние што немат коса, почне да му вика нова коса, ако потребува сао палмато. Што е тоа сао? Тоа е еден екстракт витамински, кој е направен, го има во Венецуела и во Шпанија, само таму го има, се раѓа некоја растение од дрвата го применуваат, и сао палмато со 2 пати дневно на гладно сабале кој се зима, едноставно простатите заболувања се многу полесно поминува човек. Бидејќи го неаме тоа, ќе останеме на коприва и
Точно така, на копривата секојаш има и потенција и све има копривата. А потенција има? Да. Мене ми треба малце поише за импотенција, пошто имам проблем со препотенција. О, да, па значи Да го намалиме нагоре. Значи жената многу сака, што е тоа? Ги сакам жените многу. Да. Ги сакаш. Шега на страна, доаѓаат летни топли месеци, како никогаш до сега се купуваат води, се пијат води разноразни. Луѓето во последно време станаа свесни дека водата со повисока базна вредност е многу подобра за нивниот организам. Кажете ми, многу во Македонија, дали имате некакви сознанија околу водите, овие минералните води, не знам, кожувчанка, пелистерка и така натаму се пијат во огромни количини. Порано се знаеше, негдека до 70-тите години, се говореше дека се прилично добри за желудник, за панкреас, за бубрези тие, но тоа мораше по новиот закон да се избриши, да се тргне нивното лековито свество. Стои ли тоа дека минералните води, овие газирани што се продаваат, природни, се добри и колку се добри или колку се штетни? Во хербалистиката ние ги отфрлуваме газираните води. Тие се штетни за нас. А додека во Македонија има многу богати води. Пример, да не поменувам имиња, пример Визијана е со висок квалитет на магнезиум, кој е едно од најевтините гледам, а највеќе помага за све. Да. Едноставно. И тако, исто така магнезиум треба да преминуваме дома пред самото спиење и за коските да не болат, и да подобро да спиеме, едноставно магнезиум, вода треба да се преминува. Но не препорачувам. Последно време, ево во Канада, веројатно во најскоро време ќе е забрана пластиката. Пластиката, водата во пластиката е штетна за човечки организам. Да гледаме повеќе стаклени, но помалку и помалку стаклени. Има ли тамо некоја идеја за алтернатива, пошто пластиката се испадна? Или она еколошка пластика нова ќе мора да се премине? Што нема тие честички, минералите, тие едноставно ги уништуваат водата, едноставно мора да се отфрле, предвидејќи ево самата колку фрлат луѓето одат на море и напие се вода во морето, никој нема фрлења и рибата со самото рибите умират од пластиката. Интересно е што ваши колеги хомеопати со кои сум контактирал овдека велат дека е подобро да пиеш вода од водовод одошто од шиша. Препорачувам да се пие, хлор има доста, но секојаш да е превриена водата. Не сакам да кажам јапонското да се применува за време храната. Оние што имат проблеми со исхраната. Наставно, за време храната секогаш по една 200 мг топла вода да применува со малку лим. Син ми работи во кинески ресторан, во азиски. И кажува дека групи кога доаѓаат ова и отидов лично да се... Значи, тоа е пак некоја култура, а ова е точно вие што го говорите. Ги наблюдувам. Они имаат сосема поинаков пристап како јадат. Они нема една порција, јас ќе земам, парче месо, парче ова. Они имаат 50 разни работи, од се помалце ќе касне и додека пијат. Нема пиво, нема ладни пијалоци, пијат или чај, или топла вода. Точно така. Ја не можев да се начудам. Значи, буквално, што сакаш ти топла вода и вика си имаме ние подготвено, си знаеме и топла вода. Вика скоро сите туристи што доаѓаат од Азија во нашиот ресторан вика така. И тој значи ја разговарав со тие луѓе вика тоа е нормално. Интересна работа. Конгресот на Кинеска комунистичка партија, стотици тамо и ги гледа стари генерали, ово, она, им доаѓаат, им сипаат и мислиш чај. Не, топла вода. И го гледаш, тој стариот натепал 120 години со петокракана, нема гајле. Но вели, ладна вода никако у стомак. Топла вода и чај да се пие, а јапонците со суши, со ова, со она, користат тој зелен чај или ваков чај, важно чај да се пие. Многу интересен и многу здрав пристап. И многу корисно е. Многу корисно. А ние сме научени тури ладна Кока-кола, тури нешто пивото ладно и после грчеви проблеми 300 чуда. Ќе мора да се одвикнеме од некои лоши навики. Значи она што е корисно да го применуваме, нели?
Значи, Може ли луѓето да искомуницираат и да контактираат со вас ако треба некој совет? Можат во секое време, за све. Дали овдека негде во книгите има некаков контакт како би можеле Нема, ево, на пример, преку имейл, повеќе 90% имаме интернети, conevd@gmail.com. Цонев Цонев Димитар, точка. значи Цонев Димитар, кратко Цонев Д, мајмунчето што викаме ние тука, @gmail.com. Gmail. Цонев Д. Или телефон 070 726 933. 070 726 933. Може да се јавите во секое време за совети, да и кажам, барем на телефон ако не може брода, едноставно да советно од мене бесплатно во секое време. Која годиште си, Димитар? Па јас рекол дека сум роден малку порано. И сега не бидете као холивудска звезда, кажи ми затоа што си се знаел со татко ми. Па добро, од тие години сум јас сам роден 48 21 септембар. Да си жив и здрав. Така, на Мала Богоројца. Иначе заедно работевте со татко ми Да, во фотоцентар, тој беше- најуспешната компанија во така, Македонија на Тој сите беше времења. директор, а ја бев заменик во Штип, бев директор таму на фотоцентар. И така тоа време И дојдов. првите па се вентилатори, преселив, телевизори во боја, вие ги донесовте. Точно така. Ви благодарам за гостувањето. Благодараме. Се најдобро. Да, И мило здраво. ми е што запознав уште некој кој работел со татко ми и убави сеќавања. Не ви кажав дека ми е татко, ама вака сакав да чујам драго какви ми. работи Да, за него. Тоа е една генерација, вие сте последна генерација на едни, како да кажам, бомвивани, луѓе кои го живеевте животот на еден чесен, на еден човечки, на еден хуман начин и не може младава генерација да ве разбере. Бевте неоптеретени, живеевте, го сакавте животот, не бевте оптеретени со предрасуди и со омраза и И ден денеска така се живее. Мислам, ако можеме хумано да си помогнеме еден, тоа е братски, тоа е оноа вредното кај човекот да има љубов човек према човек. Не да има омраз или да има позитивна енергија еден на друг. Едноставно, тоа е препораката мене за секој. Например, кој ќе го гледаш човекот, да го гледаш директно на третото око, речи седмата чакра, да сјае љубов, да му пренесуваш љубов и он према тебе. Значи, Тоа е. дечкото кога ја гледа девојката не директно во очи, туку во чакрата. И освојува одма. Драги мои, тоа беше господинот Димитар Цонев, ова беше емисија Јади Бурек, која се надевам ќе ја запамти за цел живот. А вам ви благодарам за вашето внимание. Бидете ми поздравени, лека ноќ и пријатно.